Благодарам. Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, пред себе имаме предлог кој што доаѓа од редовите на пратеничката група на ВМРО ДПМН, а тоа е предлог за зголемување на пензиите. Предлог за зголемување на пензиите, кој што очигледно власта и мнозинството на СДСМ го одбива и не го прифаќа. Значи, на почетокот работиве да бидат јасни. ВМРО ДПМН предлага зголемување на пензиите, мнозинството и партијата на Зоран Заев СДСМ тоа го одбива. Едноставно е. Значи, имаме предлог на закон за изменување на законот за пензиското и инвалидското осигурување прво читање. Поднесен е од колешката Весна Пемова од Кавадарци, господја Слаѓана Митовска од Крива Поланка, господја Жаклина Пешевска од Газибава, господјанот Горан Манојловски од Тетово, господја Благица Ласовска од Свети Николе, господја Павлинче Честојнова од Неготино, понатаму Љупчо Димовски од Скопје, Драган Данев од Аеродром, Јохан Тарчуловски, Стојан Миланов, Крсто Јовановски, Иван Иванов, Никола Мицевски, Зоран Илиовски, Дафина Стојановска, Магдалена Манаскова и Ѓоко Камчев. Значи, тоа е предлогот кој што го имаме пред нас, но пред да кажам повеќе работи кои што се поврзани со ова, би сакал пратениците на СДСМ да ги подсетам на ветувањата на Зоран Заев, на ветувањата на СДСМ и на нивните лаги, безсрамни лаги кон пензионерите. Ке ве подсетам на говорот на Зоран Заев во 2016 година, кога одеше низ Македонија и кога лажеше и ветуваше, и тоа неговиот конкретен говор од Пехчево. Значи, Заев од Пехчево вели: ќе создадеме совет за јавна потрошувачка во кој ќе одлучуваат пензионерите. Е, сега моето прашање до пратениците на СДСМ, прашање до партијата која што е во делот на пензионерите, партијата на пензионерите која што е во коалиција со СДСМ, е следно. Каде е, господа од владачкото мнозинство, каде е тој совет за јавна потрошувачка во кој што ќе одлучуваат пензионерите? Дали пензионерите со оваа ваша власт и со оваа ваша влада одлучуваат за било што? Не одлучуваат за ништо. Е, сега, внимавајте ги, слушнете ги, внимавајте и слушнете ги ветувањата на Зоран Заев и кон младите и кон пензионерите. Се што кажа се излажа. Значи, Заев вели: ви ветувам, ќе ги вработиме младите за да не ви ја трошат пензијата. Личи на Заев, нели? Значи, уште еднаш вели: ви ветувам, ќе ги вработиме младите за да не ви ја трошат пензијата. Кои тоа млади се вработени, почитувани присутни? Вели, ќе има просечна плата до 30.000 денари. Нова лага. Понатаму вели, цитирам од Заев, вели: одиме со чесен концепт. Заев и чесен концепт, ве молам. Тоа е абсурд. Нема логика. Значи, вели, одиме со чесен концепт. ЗЗ и ВЗ. Значи, вели Заев, одиме со чесен концепт, ќе создадеме совет за јавна потрошувачка, кој што не е создаден, и вели во кој доминантно ќе одлучуваат пензионери, во кој што не одлучуваат. Понатаму продолжува Заев. Вели, на секој 6 месеци, на секој 6 месеци, значи изминативе 3-4 години требаше тоа до сега 6-7-8 пати да се случи. Значи, вели, на секој 6 месеци ќе има пресек на малоподражните цени. И вели, ако се покачиле за 20%, бензините ќе одат горе и ќе се покачат за 20%. Е, тоа ви е Заевизам. Се ќе каже, се ќе излаже.
Значи вели, ако се покачиле цените 5%, 5% ќе има покачување. Изјави денеска на митинг во Пекчево лидерот на СДСМ Зоран Заев, носител во 4-та изборна единица. Има ли, почитувани партејници од СДСМ, една работа во овие 3 реченици што не е излажана? Има ли една работа на која што Зоран Заев се стоел на зборот? Нема ништо. Еве ќе ја прочитам уште еднаш. Значи, внимавајте, вели уште еднаш зборовите на Зоран Заев и за младите и за пензионерите. Зошто бе го кажувам ова? Ова бе го кажувам затоа што во наредните 3 месеци истиот тој Заев, безсрамно, без образ, ќе оди по Македонија и без усул ќе лаже. Ќе ветува брда и долини, а ништо нема да исполни. Значи, еве, уште еднаш, она што Заев го ветуваше во 2016, а што ништо, буквално ништо не е исполнето. Внимавајте, вели, цитирам директно одговорот на Заев. Вели, ви ветувам, ќе ги вработиме младите да не ви ја трошат пензијата. Не се вработени младите, вработени се децата на функционерите на СДСМ. Вели, ќе има просечна плата до 30.000 денари до крајот на мандатот. Нема просечна плата од 30.000 денари, многу е помалца. Вели, одиме со чесен концепт. Заев оди со чесен концепт, што е оплјачка Јурница Македонија, во кој што неговото семејство станува најбогато семејство во Македонија. Тоа е срамота и брука. Премиерот ни станува тајкун. Има многу случаи, почитувани присутни, каде што тајкуни станувале премиери, ама нема случај премиерот во текот на мандатот да стане најголем тајкун во државата, олигарх. Со холдинг и мултимилионер. Понатаму вели Заев, значи века, одиме со чесен концепт, а ја оплјачка Македонија. Вели, ќе создадеме совет за јавна потрошувачка. Не е создаден советот, Абер нема од советот. И вели, во кој што доминантно ќе одлучуваат пензионери. Исто така превеслани пензионерите, ништо не им е исполнето. Вели, на секој 6 месеци, ова ви е тој заевизам, на секој 6 месеци ќе има пресек на малопродажните цени. Ако цените се покачиле 20%, вели Заев, пензиите ќе се покачат 20%. Исполнете ова? Не. Пензионерите врз основа на ова загубија зголемување по околу каде во кој пензии 1000 денари, каде 1500, каде 2000 денари месечно. Значи, вели, ако се покачиле цените за 20%, пензиите ќе се покачат за 20%. Ако се покачиле за 5%, ќе има 5% покачување. Сега, и внимавајте уште каде продолжува фабрика на илузии. Вели, Заев им се обрати на пензионерите во Пекчево во Македонија, тогаш се викавме Македонија, за нас се уште сме Македонија. Вели, и рече дека пензионерите ги чекаат мирни денови, затоа што парите од пензиите ќе им останат. Тој вети зголемување на платите и повеќе пари во семејствата пензионерите и не мора да одвојуваат од пензиите за сметки, храни и други потреби во домаќинствата за помладите, како и навести дека младите ќе се враќаат во Македонија и дека ќе има живот за сите. Тоа ви се тие лаги без усул, почувани присутни. За крај, еве ќе ви го спомнам, еве година дена помина од Мила Царовска и вели Мила Царовска, која што даде исказ во обвинителството за пензиите. На 8 февруари 2019 Мила Царовска отишла во јавното обвинителство и вели 19 милиони евра од фондот за пензијско осигурување исчезнале и не се уплатени. Мила Царовска, каде се 19 милиони евра? Што бидна Мила Царовска со вашиот случај како министерка за труд и социјална политика, каде што рековте дека сте откриле криминал во вашиот ресор? 19 милиони евра се сериозни пари
и Мила Царовска нека каже што направила во врска со тоа изминативе година дена. Ништо го покрила случајот. Тоа е Мила Царовска и СДСМ. Тоа е за визното. Благодарам. Реплика пратеничката Шахпаска.